Заврши тендерската постапка за избор на оператор кој ќе го инсталира SCADA системот во Штип. Со помош на SCADA системот ќе се врши контрола на загубите на вода, со што ќе се подобри финансиската состојба во јавното предпријатие ИСАР. Електронски ќе се има увид на водосостојбата во мрежата за водоснабдување. Имплементација на SCADA системот кој предвидува на 35 точки регулирање на протокот на вода и со тоа практично контрола на загубите кои јавното предпријатие ги генерира секоја година и кои имаат финансиска импликација од аспект на финансиско негативно работење на јавното предпријатие. Очекуваме во 2026 година во наредните месеци по завршувањето на овој проект со кој што ќе имаме поголема контрола на водоснабдувањето, на протокот на вода, на загубите, да се подобри и финансиската состојба во јавното предпријатие и зголемена контрола на водоснабдувањето со тоа што самиот систем предвидува можност електронски и дигитално да се контролира протокот на вода во водоводните мрежи и на тој начин да се намалат оние загуби кои се јавуваат и како кражба на вода, но и како дефекти во застарената водоводна мрежа. Дополнително во наредните неколку месеци се очекува во функција да бидат ставени двата резервоари, Пребек и Мери, со што значително ќе се подобри водоснабдувањето во градот, особено во високите делови од Штип. Со изградбата на двата главни резервоара Пребек и Мери, значително ќе се подобри состојбата со водоснабдувањето пред се во високите зони од градот и зголемување на капацитетот за водоснабдување на територија на општина Штип. Тие се веќе физички изградени, се чека нивно цевководно поврзување и ставање во функција во водоводната мрежа. Очекуваме до пролет ова да биде веќе завршен процес, имајќи во предвид дека месеците кои што ќе следуваат ќе се работи на нивно цевководно поврзување и ставање во функција. Овој проект е од суштинско значење за функционирањето на јавното предпријатие ИСАР, а додавајќи ги на ова резервоарите Пребек и Мери, главната водоводна линија 2, долгорочно ќе се реши проблемот со водата за пиење во градот.